Знам. Долго време не сум застанал вака пред камера и да правам муавет, да се снимам. Имам стримано, ама немам снимано. Ева, здраво луѓе. Денес ќе ви најавам нешто многу јако. Се надевам дека ќе е интересно, пошто мислам дека ќе бидам прв во Македонија што ќе го прави ова на YouTube. Најверојатно ќе го продолжувам како традиција, ќе види. Денес ви најавувам рап новости во Македонија. Се уште не знам право име за ова нешто. Ако имате некоја идеја како да се вика овој серијал, слободно коментирајте, ќе го прекрстам од после. Пред да почнам, лекнете во видеото ако сакате уште вакви. Да кажам што се случува, се кажав освен тоа што треба. Ова ќе биде рап новости кој што кажав, ама за секој месец. Пример сега, ова е објавено во февруари, јас ќе кажувам рап новости за јануари, за цел месец јануари, мислам барем тоа што знам. Ако нешто сум пропуштил, слободно коментирајте, не е проблем, можеби ќе ставам во следно видео, можеби не знам како ќе го правам баш, пошто сигурно нема шанси се да зачекам од музика што се случува, па така. Мислам, не дека има многу во Македонија, често, ама има повеќе од колку што мислите. Најверојатно ова ќе биде покасно излезено во февруари, не знам точно кога, ама ако одам по традиција како што велам, најверојатно ќе излегува секој месец на први, ќе излегува епизода за претходниот месец. Или на втори, пошто на први да го снимам, па на втори да го објавувам, за да го поминам цел месец прво, пошто може некој на 30 или на 31 да изваи песна или такви некој. Ама ќе видам, не сум уште сигурен како ќе отерам ова. Ќе го има, тоа е тоа. Дали може да се почни? Мислам дека може да се почни, па така да за почеток, прва епизода, сеф те тераме, прва песна што ќе биде тука е Шаро и Инсерта Кик Локо. Или Локо, или ама Локо е, пошто по шпански, лудо, ама не знам на шо јазик беше забавно. Не ме тепајте. Јас сум локо, јам луѓе во дела, јам луѓе и на блокот. Не се знаеме одамна, цевката на глизи увек да ми биде рамна, све на купу боја. Песнава излезена на 10 јануари и реално песнава не е лоша, ама пошто јас сум таков човек, ќе гледам да критикувам кога можам, ама поќе се работи тука за моje мислење, што мислам јас за песните што ќе ви кажувам, па така да ако некој не се сложува, мислам не е проблем, тоа секој си има различен вкус. Според мене рефренот не ми е добар. Мислам, рефренот ме оттргнува од таа песна. Пошто го има тој типичен двабодна македонски стил на рефрен, што јас не сум фан на тоа. Исто така ќе кажам, без никакви дилеми, не ќам да роустам, не ќам да такви срања. Инсерта Кик ја направи песнава 76 пати подобра. Од кај го најдов тој број не знам. И ми изгледа дека има повеќе мисло ставено во неговиот текст, барем така изгледа според мене. И Шаро не е лош, мислам Шаро е супер во песнава, ама не е мој стил. Гледам зошто, пример, македонци би ја слушале песнава, што е супер. Воглавно песнава ми е супер. Ама не би ја слушал толку често, само би се навраќал на песнава само ради Инсерта Кик. Тоа е искрено мислење. Може и да одиме со следна песна. Следната песна се вика Соло од Иван Блу. Песната е објавена на 24 јануари. Зверов со нова песна на каналот Level Up Label. Оваа година е негова година. Ќе го видите, често ќе го има со нови песни и тоа многу ме бендисува. Искрено мислам дека оваа песна ми е омилена од Иван Блу. И ќе кажам дека братот многу е подобрен во самиот стил на музика кој го прави сега и од каде беше на стартот и сега каде си. Стварно многу си подобрен, брат. Мислам, слушнете го ова. Сам терам, а коло мене глас, сам бегав. Прам боле, а боле нема. Време во тера, него не гледам, те борам за себе, друго не. Целосна поддршка кон тебе. Се надевам ќе тераш
многу време со музика, пошто имаш многу потенцијал и се гледа дека кога тоеш многу ќе успееш. Може да одиме на следна песна. Следна песна. Два бона имаат исто. Беше објавена на 8 јануари. И се вика Candy. Ова вечер бара Candy, дај газ, бебе, дај газ. Спушти го Тотијана, секој проблем. Воедно и за истата песна и спотот го извадоја, не само песната, па така да имат и спот и песна на 8 јануари. Реално ако ме знаете мене, јас не ги слушам два бона, не се мој стил и не ми звучат добро нивните песни, ама ќе гледам од друга перспектива сега. Сепак не би коментирал многу. Ја слушнав песнава само ради видеото, за да кажам мислење, да не испани дека јадам гомна без да слушнам. Па така да ќе кажам типични два бона. Ништо ново нема во песната, мислам нов саундинг, нов звук, така нешто ново рапување нема. Само гледам дека смениле стил на спот, што многу мене ми е супер тоа, дека гледам дека пробуваат различни стилови на спотови, мислам пробајте различен стил на музика, ама ќе кажам пак, се друго е типично и очекувано од што би извадиле два бона ново, мислам реално кој ќе вадат нова песна, ќе видите дека пак исто звучење имат сите. Нормално е во трендинг 756 дена, не остават место за друг да биде во трендинг. Следно, сега имаме еден мини албум кој се состои од 6 финалисти кои беа избрани на рап демо конкурсот, што беше објавен во октомври од страна на Центар Јадро. И стварно проектот звучи многу добро. Поштовање до Центар Јадро што го праве ова. За жал, ќе издвојам само две песни, ради тоа што 4 песни беа, две од песните фатија јануари, другите две беа декември. Ама се разбира, можете траките да слушнете на нивниот канал, ќе биде долу во дескрипција. Сите песни што ги спомнувам и се што спомнувам од канали и такви работи, ќе биде во дескрипција, не се секирајте, не мора да срчате таму да пишете, јас ќе ви оставам во дескрипција за полесно да најдете. Реално вреди да се слушни ова, па така да ви препорачувам да поидете на нивниот канал да ги слушнете сите траки. Првата песна што фати јануари е од Михаил ЕБСФ X Драги. Се вика Одиме вака. Зидот што го градите, ќе биде срушен и влегувам во психата за прав рап да слушне. Стара школа кој те оди и одраđање си срање, залудно леташ со памет, знам од кај. Тракава е стварно многу добра. Како што гледам се обидувале да пристапат со old school vibe некој таков. И мислам дека стварно искинаа со ова. Реално немам многу коментари за ова, ќе кажам само дека има многу добар wordplay, тоест игра со зборови и тоа ми е многу супер. Цела трака многу добро звучи со како е рапувана, да кажам. Дечкиве многу сакам да продолжат со музика. Ако продолжуваат со нешто вакво што е толку добро, ќе успеат. Втората песна што фати јануари од мини албумот е од Мартикс и братот од претходната песна Драги и се вика Шесто сетило. Дојде бе проголта питон, само поразени стојат во кругот и влезе Данте на битот. Се случува често, со помош на сетило шесто, звук да е бегство патува. Исто како претходната, песнава е со предобра продукција и супер звучи во смисол на текст, ритам, вајб. Оваа трака не е old school како претходната, ама пак ме натера да се наежам со тоа колку е добра. Оваа трака и претходната што имаат заедничко и на оваа трака многу има игра со зборови, што кажав, ме бендисува тоа. Поштовање до вас, браќа, и посакувам најдобро. Се надевам ќе продолжите со музика. Вакво нешто ни треба во Македонија реално, пошто ретко ја гледам. Пак ќе кажам, посетете каналот на Центар Јадро, слушнете ги другите траки, пошто стварно вреди да се слушни ова. Последна песна која е од јануари е од Фико и се вика Нема одмор. Немаме одмор, за да славиме. Тај ми ти уште сме исти со чудни мисли сме. Док ме нема не. Песнава фати последен ден на јануари, 31 јануари излезе. Ќе ви кажам што најмногу ми е добро за самава трака. Ќе кажам што на почеток, не е мој стил,
ама многу го поштовам Фико. Ќе ви кажам зошто сега. Спотов му е на Горила TV, што значи треба да има некој квалитет. Батево, знаеш шо прави. Вака сега, ако не грешам, сам си снимил аудио, сам си пишал текст, сам си направил бит, сам си направил микс и мастер. Братов е само 15 години. Се сам си направил. И песнава стварно му грми. Не е мој стил, ама воопшто не е лоша. Песнава е многу добра. Фико, продолжи брату, има иднина во музика за тебе. Да, тоа беше тоа. Се надевам дека уживавте во ова. Ќе го има секој месец. Се надевам, нема да забушавам. Ако сакате уште и ако сакате да продолжам со видеа, лајкнете го видеово, да знам дека има луѓе што ме гледаат уште. Се надевам дека не пропуштив многу. Ако пропуштив, коментирајте нешто, кажете што пропуштив да знам. Па за следен пат може би од тој артист или од тоа што пропуштив нема да пропуштам. Ќе видиме, може би ќе објавувам почесто видеа, не се знае. Ама до тогаш се гледаме сигурно нареден месец. Така да, чао, чао.